со пратеничката група на ВМРО со цел да можеме да го доставиме, односно составиме редоследот на сведоците кои што треба да се појават во средата на сведочење на анкетната комисија. За жал не успеавме. Сакам да ви известам дека до овој момент на давањето изјава, тоа е 15 часот, 17 часот, во архивата на Собранието на Република Македонија, во анкетната комисија, ниту еден од некна прозваните повикани сведоци за сослушување не се произнесе писмено за собствената можност, односно неможност во дадените 5 дена кога да присуствува на кога може да присуствува на сослушување да се појави пред анкетната комисија да се сослуша во сведок. И бидејќи немаме никаква писмена конфирмација, како председател на комисијата, на јавноста, меѓутоа и на повиканите лица согласно договорникот за работа на анкетната комисија го соопштувам следниот редослед на сослушување на сведоци. Седмиците ќе се одржуваат секој 11 часот до кога ќе биде потребно до кога ќе трае сослушувањето на сведоците. На 9:12 среда, согласно деловникот како што е доставен, ќе биде сослушан Никола Груевски, прв предложен од пратеничката група на ВМРО. На 10:12 четврток ќе биде сослушан Мартин Протуѓер, како прв предложен од листата на Социјалдемократскиот сојуз, и Зоран Ставревски, како втор предложен од листата на ВМРО. На 11 во петок ќе биде сослушан Сашо Бјалко, како втор од листата на Социјалдемократскиот сојуз. На 14 декември, понеделник, ќе биде сослушана Гордана Јанкуловска, како трето предложен од листата на ВМРО, и на 12 вторник ќе биде сослушан Милјана Киевски, како трет повикан од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Воедно овој распоред, согласно деловникот, е јавен повик до лицата во предвидените, односно посечените термини, да се јават пред анкетната комисија да дадат собствена изјава. Повторувам, ви повикувам јавно Никола Груевски на 9:12 во 11 часот да се јави пред анкетната комисија, Мартин Протуѓер на 10:12 четврток да се јави пред анкетната комисија, Зоран Ставревски на 10:12 да се јави пред анкетната комисија, Сашо Мијалков во петок на 11:12 да се јави пред анкетната комисија, Гордана Јанкуловска да се јави на 14:12 пред анкетната комисија и Милјана Киевски да се јави на 15:12 пред анкетната комисија, со цел да истите по собствена волја дадат изјава пред анкетната комисија за фактите, околностите, меѓутоа и за содржината, политичката нивна одговорност за објавените слушувани разговори. Благодарам. Што доколку не дојде? Не постои законска обврска, ќе оставиме на судот на јавноста, дали овие лица навистина сакаат или не сакаат да се појават и да посведочат за содржината на објавените материјали. Дали денеска остварите комуникација со членовите на анкетната комисија во ВМРО? На целиот ден се обидов да направам контакти со ВМРО, ми беше цело време кажувано дека наводно Никола Груевски да Ставревски испратиле писма дека ќе може да се јават на 14 и на 15, меѓутоа такви писма, повторувам, до моментот кога ја давам оваа изјава 17 часот во архивата на Собранието не се пристигнати и на анкетната комисија имајќи предвид тоа дека нашата работа има дека време не смеам да дозволам како низен председател да импровизираме во работата, морам да го почитувам деловникот како што е редоследот на поднесените кандидати. Ако е прифатев устната сугестија од пратеничката група на ВМРО, што повторувам од страна на Никола Груевски на Ставревски писмено не е доставена, беа повикани писмено во достава, тоа значи дека до 14 анкетната комисија не ги може да работи ништо. Евентуално утре ако се достават известување до анкетната комисија и тајмингот, односно распоредот што веќе го направиле, не се совпаѓа со можностите да сведочат, а сакаат да сведочат, има шанса да се смени распоредот? Беше даден рок од 2 дена, беа повикани јавно во четврток од моја страна како председател да достават денеска. Денеска беше последен рок за доставување на таков тип на известување, понатаму нека направат напад и да други активности, поколку навистина сакаат пред јавноста да последваш од